Dikle pari perdoasva ko po gjivdi koji sa resla amem terapia per nange bocale sarenge te lo pre panda kogo bakti kanake tikno chavo devlenge kamange muy marena sodikena jike da gel ameno roma katrpina ajde romale sajne te ikljova emo pravi bete sikama vasem bajrako o bajrako romano želen sare giljale vasem bajrako o bajrako romano želen sare giljale Sare Roma te sikava baro pralipe avdi vejek uzojek kojek tam sarine kedime gandin hari te čaveske pravo drumo tu oleske sika vlesar angle te džal pare birža meklem palo sa te bistra ajde romale sajne te ikljova emo pravi bete sikama vasem bajrako bajrako romano želen sare giljale vasem bajrako o bajrako romano želen sare giljale vasem bajrako o bajrako romano želen sare giljale Como Roma dikle pari perdoasva ko po gjivdi koji sa resla amem terapia per nange bocale sarenge te lo pre panda kogo bakti kanake tikno chavo devlenge kamange muy marena sodikena jike da gel ameno roma katrpina ajde romale sajne te ikljova emo pravi bete sikama vasem bajrako o bajrako romano želen sare giljale vasem bajrako o bajrako romano
si kava baro pralipe avdive yek uzoyek koyek tam sarine kedime gândin hari te čaveske pravo drumo tu oleske si kavlesar amblete džal pare birša meklen palo sa te bistra Želen sare gidale Vasten bajrako O bajrako romano Želen sare gidale Vasten bajrako O bajrako romano Želen sare gidale Добар ден, Ваши екселенции, почитувани гости на политички партии, почитувани членови на најголемата ромска политичка партија, Сојузот на ромите од Македонија. Чест е да се биде тука, бидејќи ова што денес се случува е показател за напорната и успешна работа на Сојузот на ромите од Македонија во креирањето на идниот потенцијал, идните носители и двигатели на прогресот кај ромите. Младите се потенцијалот на сите заедници и треба да се вложува во нивната иднина и нивното образование. Вложувањето во младите е трајна инвестиција. Инвестиција од која бенефитот го чувствува целата заедница, а и нашата Македонија. Pakivalен ekselencijalen, pakivalен misafirlalen toro politikane partije, pakivalен misafirlalen solena tanapdiveki univerzalna sala koakva kongresi šukardive. Čačeganisa igijasi akateto volpe avdvesoske akvaso avdveovola pe amenge avdvesi indikatori. Sika vola menge baši paritaj sukcesija libuti taro Soјузеро menge tri Македонија, ко креирба таро абутно потенцијали. Абут нелегарот не тај двигателија таро роменгоро прогреси. Отернеси о потенцијали таро саокедина, тај камла пе будте инвестиринал пе коленгора бутни пе тај оленгир едукација. О инвестири бе котернеси баревахтескри инвестиција. Инвестиција са ватрсо бенефит, хошинела и сахникедин, асартај Амаритем и Република Македонија. Пред почетокот на Конгресот ги замолувам присутните да станат, ке се интонираат македонската и ромската химна. Англио шурутаро Конгреси, акарава сајманушен солена транки универзално сала, когол интонириме е македонјакри тај романи химна.
цар. Ай, ромален, катер ту ме навен, чарен цар, бокале чавен цар. Ай, ромален, ай, чавен, ай, ромален, Да продолжиме. Да се подсетиме, пред 20 на години вакво нешто беше незамисливо да се случи. Во тоа време бројот на оние кои се образуваа можеше да се изброи на прсти. Ваквиот број на студенти и вкупниот број во тој период беше само 7. Денес во оваа сала има повеќе од 100 дипломци и 200 студенти. Напредокот и резултатите се видливи. Пред се, благодарение на поддршката на владата на Република Македонија, но и на напорите и залагањата на наголемата и најбројната ромска политичка партија, Сојузот на ромите од Македонија. И секако, нејзиниот председател, господинот Амди Бајрам. Тедамен годика Англо Бишберша, асавки бутисар со вола менгав две паки вален месафирлалин, сине бут парете гандинел пекајка вол. Куадва вахти Англо некобор Бишберша, адала саве со едуцирина песне шајте генем песне ко баста. О нумерото студентија куадва периоди сне салде ефта. Авдве кијасала салди си побутерторо шел дипломција, тај побутертаро душел студентија. О прогресите о резултатија дикенапе, тај керенапе шукер кириндорторо супорто тари Македонија крираджи, нума тај озорија керде тари мајбари тај мајзурали романи политикани партија. О сојузи ероменге тари Македонија теолакоро президенти Орајо Амди Бајрам. На почетокот мала хронологија за да се подсетиме на почетоците на ромското движење, на формирањето на Сојузот на ромите од Македонија. И во оваа прилика мораме да го споменеме неговото име како најзначајно во будењето на националната свест, како прв пратеник, основач на првата ромска политичка партија, господинот Фаик Абди. Кошуру паки вален јектикни хронологија, ките дамен годи ко стартијатаро романо движење, ко формирибатаро сојузи роменге тари Македонија, тај ко аквашајдипе, сар мајбаро ко джангавдипе тари национално минца, сар јекто депутати ко парламенти Македонијакро, о фундавудно тари јекто романи политикани партија, Орајо Фаик Абди. Тоа се почетоците. Од 1996 година започнува и плурализмот кај ромите. Формирана е и втората политичка партија, која веќе 17 години обстојува и е најзначаен политички фактор кај ромската заедница. Партија која ги обединува сите граѓани, ромската младина, интелектуалците, младите и пензионерите. Партија во која членуваат не само роми, туку и македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, египјани.
Партија која е слика за етничката разноликост во Република Македонија. Партија од која произлегоа пратеници, градоначалници, министри, директори, заменици министри. Партија која создава, а не руши. Адала си не остартија пандатаро Миле Њашово Њавардешу Шофтобершка на шуркерала тај о плурализмо кори ерома. Тега ни формирањапе и дуито политика ни партија со веќе дешо ефтаберша керала бути тај си мајбаро, мајзорало политика но фактори кори и романи популација. Партија са високерала пашаркери бе сајдезот ненге, романи интелектуал ценге, терненге тај пензионеренге. Партија коте со дженековена на салде рома, нумак тај македонција, Кораја, Влахоја, Бошнакоја, Египтјанија. Партија Сависос си слика баш етника но турлипеките. Партија Саватар Соприкле депутатија, Дизјакере Шерутне, министрија, директорија, вице-министрија. Јекелапеа, партија со Салде Керела, Анисар на Перавела. А сега да се навратиме на она за кое што сме тука денес. Првиот конгрес на Унијата на млади на Сојузот на ромите од Република Македонија. Прв ваков настан не само во Македонија, туку и пошироко. Агана паќе Валентира рамен која два башо сарја мен кедингема мен авдвеакатеки универзално сала. Којекто конгреситари Унија Терненгетро Сојузе Роменгетри Македонија, јекто савки чипота насалдеки Република Македонија, нуматај Бувледер. Согласно дневниот ред, следува изборот на работното председателство на Конгресот на Унијата на млади на Сојузот на ромите од Македонија. Разјали пе дивескорнича вола менге о алосариба таро буќарни президенција, таро конгреси унијаке, таро терне, таро сојузи роменгетари Македонија. За членови на работното председателство се предлагаат Башо Дженетаро буќарни президенција ко конгреси Бахан Керенапе Оабут Немануша. Ѓултен Мустафова, Екрем Илјас, Беким Мехмет, Асип Селим, Марија Калошева. Ги повикувам членовите да ги завземат своите места. Агана Караве Дженен, Джан Поадрик, пле буќаја коаква конгреси, таро терне, тари унија, таро сојузи Роменгјани Македонија. Добар ден, почитувани делегати и гости. Согласно дневниот ред, следува избор на верификационата комисија, која треба да го утврди бројот на делегати, за да може Конгресот полномажно да одлучува за членовете. За членови на верификационата комисија ги предлагам и ги повикувам да дојдат овде господин Даниел Петровски, господица Санела Емин, господин Ахмет Исмаил. Исто така сега ќе ги објавиме членовите на изборната комисија. Тоа се следните: господин Елвис Мемети, господица Елза Саитовска и господин Ирфан Незир. Членовите на верификационата комисија ги повикувам да се повлечат и да ни информираат за бројот на делегатите во меѓувреме, а членовите на изборната комисија да ни информираат подоцна за предлозите кои ќе стигнат од делегатите за Конгресот. За записничар го предлагаме господин Александар Петрушевски, а за оверувачи на записникот господин Сабрис Мустафовски, Емир Кадри и Дејан Ашимович.
Сега ги поканувам сите членови, значи да си ги завземат своите работни места и потоа да ни информираат за тоа што треба, а во меѓувреме повелја Рабела. Почитувани присутни, во меѓувреме го повикувам господинот Неџо Мехмет, председател на парламентот на Светскиот конгрес на ромите, да го поздрави конгресот. Паки валеме помаш кровахтија краба ерајо Неџо Мехмет, президенти ко парламентите Ролумјакро Роменгоро конгресите дел вас тајла фикериба е конгресеске. Почитувани членови на Сојузот на ромите, почитувани гости и почитувани млади членови на Сојузот на ромите, млади сили на Сојузот на ромите, ви посакувам добар ден и среќна и успешна работа. Кога во април минатата година бевме повикани 5 членови од Сојузот на ромите од Македонија на Светскиот конгрес на ромите во Белград, мислев дека е случаен избор. Но организаторите на Светскиот конгрес на ромите не мислеа така. Тие сметаат дека во Македонија единствена партија која функционира и која работи и која допринесе за ромите е Сојузот на ромите, затоа бевме повикани само членови од нашата политичка партија. За жал, поради професионални обврски на високите функционери на оваа политичка партија, на конгресот бев заминат само јас. Значи, бев единствен делегат од Македонија. Имаше делегати роми од цел свет, од Соединетите Американски држави, од Канада, од Австралија, од Индија и решици од цела Европа. Буквално ромската елита од цел свет. Откако сите делегати си ги презентираа ромските проблеми, наред дојдов и јас. И реков: Господа, ние ромите во Република Македонија ги немаме проблемите кои ги слушнав од поголемиот број од делегатите. Ние ромите во Македонија учиме на свој мајчин јазик во основните училишта факултативна настава. Ние ромите во Македонија имаме своја општина и свој градоначалник. Општината се вика Шуто Ризари, градоначалникот е од партијата Сојуз на ромите. Ние ромите во Македонија имаме постојано пратеник во македонскиот парламент, дури и сега го имаме истиот пратеник, господинот Амди Бајрам, и тој е член на Сојузот на ромите. Сојузот на ромите има заменик министер, Сојузот на ромите има членови во владата, Сојузот на ромите има директори во високи државни институции, Сојузот на ромите има директори, речиси во поголемиот број на државните институции. Ние, ромите од Македонија, си имаме голем број на дипломци и уште поголем број на студенти. И ги прашав: а знаете ли зошто? Затоа што Македонија е најдемократска држава во светот. Така им реков. Затоа што македонската влада ни го возможи тоа. Затоа што во Македонија постои политичката партија Сојуз на ромите, која знае да се бори за правата на ромите. Наредните 2 дена на конгресот бев окупиран од сите делегати од цел свет. Сите сакаат да имаат истата шема, истото ова што го имаме ние, и сите сакаат да научат нешто од мене, како ние работиме со нашата држава, со нашата влада. Поради големото искуство кој го имаме, Сојузот на ромите е позната партија буквално сега, во овој момент речиси во цел свет, и сите роми од цел свет бараат да стекнат искуства какви што ги имаме ние. Ја користам оваа прилика на моите млади сопартици од Унијата на младите при Сојузот на ромите, во името на Светскиот конгрес на ромите,
Романипен, да им посекам плодна и успешна работа, со голема желба да постигнат големи, уште поголеми успеси кои ги постигнат досега оваа партија. За ова наша мила и драга Република Македонија. Благодарам. Благодарам на поздравниот говор на господинот Мехмет, а сега дозволете ми да ги прочитам дел од поздравните писма кои пристигнаа до Конгресот. Првиот поздрав за Конгресот пристигна од председателот на Европскиот ромски форум, господинот Рутко Кавчински, кој вели: Почитуван господине Бајрам, почитувани дами и господа, почитувани млади роми, дозволете најнапред во мое лично име и во име на членовите на Европскиот ромски форум од Страсбур да ве поздравам и да се заблагодарам за поканата да учествувам на првиот младиски конгрес на Сојузот на ромите од Македонија. Поради службеното патување, чиј датум се совпаѓа истовремено со датумот на вашиот конгрес, за жал не сум во можност лично да бидам присутен на настанот. Сепак, имајќи ја во предвид важноста на конгресот, а уште повеќе улогата на младите роми во креирање на политичката агенда на една држава, сакав преку овој допис со неколку зборови да им се обратам на присутните. Со право може да се каже дека политичките партии се говорниот канал на народот. Тие треба да го превземаат убедувањата и потребите на заедницата која ја представуваат и да ги спроведат во државна волја. Партиите се места каде политичкиот подмлагот ја стекнува својата обука и каде наоѓа почва за можен влез во политиката. Подмладоците на политичките партии се едни од најважните механизми на политичката социализација и учеството во Република Македонија. Првиот младински конгрес на Сојузот на ромите од Македонија се одржува во период кога Република Македонија се подготвува за локални избори. Тоа представува одлична можност да се вкрстат искуството на сениорите од партијата со иновативните и модерни идеи на политичкиот подмладок и да се пренесат во сериозна политичка платформа за престојните локални избори. Младите во својата умешност и разнобојните технолошки концепти, кои се во тренд со оние на светско ниво, преку подмладокот на оваа политичка партија, имаат можност да влијаат врз курсот, динамиката и развојните модели на нашата ромска заедница. Денес, повеќе од кога било, младите луѓе одбиваат да бидат пасивни наблюдувачи. Тие сакаат да бидат активни актери и вклучени во сите процеси. Таквиот тренд треба да биде практикуван и доследно почитуван во сите ромски политички партии. Сите ние, кои припаѓаме на сениорската генерација, треба да го практикуваме и инсистираме на диалогот со нашите млади и да бидеме подготвени да им помогнеме да ја остварат својата визија, која пред се треба да биде во согласно со потребите и барањата на заедницата која ја представуваат, како и онаа на политичката партија. Уверен сум дека првиот младински конгрес на Сојузот на ромите од Македонија ќе донесе промени во ромското политичко движење и ќе биде пример за тоа како другите ромски политички партии од Македонија и од Европа треба да го организираат ромскиот младински потенцијал. Само едуцирана, организирана и обединета младина со јасна визија и цели може да го подобри статусот на заедницата и да ја смени искривената слика за ромската популација. Младите роми од Македонија мора да внесат промени во општеството и да покажат дека нивниот потенцијал и знаење не е ништо помалку вредно од другите етнички заедници. Драги млади роми, вие сте надежта, вербата и гордоста. Ви посакувам многу успех на овој конгрес, како и фер и демократски избор на идниот председател на младината на Сојузот на ромите. Искрено ваш Рутко Кавчински, председател на Европскиот ромски форум. Почитувани гости,
Сега да го поздравиме председателот на најголемата ромска политичка партија, Сојузот на ромите на Македонија, господинот Амди Бајрам, и воедно го повикуваме и да се обрати пред делегатите и гостите на овој конгрес. Повелете, господине Бајрам. Почитувани гости, почитувани делегати на Конгресот, чест и задоволство тука да ви се обратам пред вас, пред иднината на ромите, пред оние со кои се гордеа и се гордее Македонија. Како председател, како политичар, кој повеќе од 20 години напорно работи за ромската заедница, секогаш и за нас беше и стално се обраќав на секој начин за овие 20 години, за вас, сите овде присутни кои сте, а посебно за младинова се. Почитувани гости, почитувани членови на Сојузот на ромите, почитувани младинци, почитувани на овој ден, овој денешен ден, овој светол ден денеска, кој на денешен ден, голем ден е исто, а значајот зашто на овој ден јас сум се одредил и на овој ден да се формира ромска младина овде во Република Македонија, младина на ромите на Република Македонија. Ке ме прашате зашто? Ке ме прашате зашто? Затоа што токму на денешниот ден, 95-та година, за прв пат станав пратеник во парламентот на Република Македонија. За тоа, ја денеска, на денешниот ден се одлучив, токму младината на денешен ден да се формира на ромите во Република Македонија од Сојуз на ромите. Не случајно е ова. Многу од младите сите прашуват зашто 19-ти, зашто 19-ти. Токму 19-ти, затоа што на денешниот ден 95-та година сум станал пратеник и го победив Сојуз на Македонија, кој бева, немаше никаква опозиција, влегол во парламентот и се растури таа цела една заедница која беше. Значи има значај. За прв пат бевме два Рома одбрани во парламентот да бидеме двајца. Република Македонија. Нашата Република Македонија, сите знаете вие, до целосно време 15-16 години кој бева на власт, ги знаете кој бева на власт, што бева. Знаете кој е ромскиот промотор меѓу нас ромите, што до сега на овој начин овдека можеме на ова слобода
до ова политичка кариера, до ова свет да дојдеме и вие млади да формирате ромска младина политички, да сите почнете да делуете. Тоа се знае. Првата ромска политичка партија ПЦЕР, тоа беше Фаик Абди. Сите го знаете. Еден поздрав за него од мене до вас, од вас до него и до секаде каде ќе се разнесе ова денешно наше овдека обраќени и сите кои сме. Фаик Абди, знаете дека толку време беше пратеник. Знаете тоа време каква власт постоеше, едноумие постоеше, комунистичко време постоеше. Дали знаете од вас, има доста од постарите овдека присутни, дека Фаик Абди не можеше својот син во тоа време со факултет еден ром да вработи во Република Македонија, затоа што такво беше. Не користела Социјалдемократски сојуз на тој начин, како една машина за перене, кога ставаш прашак и сварите, испереш еднашка и толку пуштиш водата, отиде и нема ништо, машината сува, сварите суви и тоа нас не ромите ни го правило. Значи, тоа ни го правило во Република Македонија. Благодарение во времето кога дојде на власт ВМРО-ДПМН од 98 година навакај, како што влеговме во коалиција со ВМРО-ДПМН, тука почна ова нашиот развој полека да се развива на ромите. Имаше преокрет, значи Фаик Абди и јас тоа време бевме до 98 во коалиција со Социјалдемократски сојуз. Кога го завршивме тоа преокрет, формиравме сојуз на роми, сојузот на роми почна сасвим нова страница и коалиција со ВМРО-ДПМН. Од тогаш навакај почна развојот на нас ромите, нормално полека да се развиваме. Благодарение што еден во Република Македонија се најде да ја превземе власта од како вие младите сега што формираме денеска овдека, така Никола Груевски во ВМРО-ДПМН дојде, ја превзема партијата, власта во Република Македонија. За нас, ромите, светол ден се отвори као ова светло овдека што гори сега. Зашто? Ние немавме еден вработен во државните институции, но благодарение министри, пратеници, директори, образование, што повоише образование, стипендии, други работи, све. Значи, еден човек се најде кој во ова држава и за нас ромите мисли со целосната влада негова во Република Македонија. Тоа е Никола Груевски. Ево тогаш навакај добро иде, добро се развиваме, све тоа. Гледате дека имаме доста образовани со високо образование, многу деца примаат стипендии, други работи, вработување имаме, државни службеници имаме, се уште се вработуе, се уште развој. Јас сега, знаете, сите, имаме ромски бал пред 2 дена, знаете, многу од вас дека гостин ни беше премиерот на државата и другите институции присутни тамо, на ромски бал, на 30-тиот ромски бал ни дојде премиерот и токму разговарав за ова, кажам колку ќе бидат присутни млади, колку образовани, колку тоа, и викам ди, тоа е развојот, тука е еднината, вика, за сите нас во Македонија, со богати роми, со образовани роми, и ќе помогнам све што треба да знаеш за тоа. Значи, имаме кој стои зад нас во државата, сме во коалиција, не зборам дека политичка партија најголема сме. Ние сме учество во владата на Република Македонија, владата размислува за ромите во Република Македонија. Има нормално и други политички партии во коалиција. Добро е што сме во коалиција. Ја никад против никого не сакам да зборам, кој сака нека збори против, но јас од мене никад нема да слушнат нешто лошо. Добро е што сме сите 4 ромски политички партии присутни во коалиција со ВМРО-ДПМН и со сегашната влада.
Кој што ќе каже, нека си каже, од моја уста нема да искочи тоа. Јас сакам да бидеме сите заедно да работиме, но знаете што се дешава понекад. Цезаре чуе се 27 марта. Кој што прави, нека остане кај нив. Јас ќе се обрнам малку сега кон младината. Значи, Сојузот на ромите, знаете сите, политичка партија си се знае како е, што е, овдека 2 сали вакви нема да не соберава, да има сала каде да правиме. Нормално требаше од Република Македонија да бидат присутни. Скопје има големи лутини, све тоа дека нема место, но треба, јас сум денеска гостин и вие сте гости на ново формираната Унија на млади роми во Република Македонија, кои треба да им дадеме прединство, нормално поише млади да има, па понатака ќе има поголема гужва. Јас се надевам дека ова младина во Република Македонија, нормално ние колку можеме све ќе помагаме од наша страна кон Сојуз на роми политичка партија, но младиве од денеска рачунам дека во Република Македонија од денеска до крај на годината колку сте присутни, сигурен сум, од 0,1 до 10.001 пристапница ќе имате и сигурен сум и убеден сум во Република Македонија ќе бидете третата сила во Република Македонија после ВМРО, Социјалдемократски сојуз. Толку му давам важност, а и не му давам, затоа што ќе бидете многу појаки вие него ли Социјалдемократската младина. Затоа што сигурен сум дека 10.000 ќе видите до крај на годината. Кога сега сте толку тука, па што остана понатакај. Јас можам само да ви честитам на сите и со вас да се гордеам, затоа што вашето време доаѓа младинско, нашето време полека нормално се бројат сатоите, а време со време доаѓа вашето време. Па вие ќе станете пратеници, министри, директори во државни институции секаде и сигурен сум и убеден сум дека нема никад да го злоупотребите на вашето, туку ќе работите за иднина, за сите роми во Република Македонија и ќе го браните интересот на ромите во оваа држава и надвор од државата, да видат сите како се работи во Република Македонија, како е Република Македонија демократска држава и со тоа мислам дека ние, цел свет, цела Европа, сите ќе земат урнек од вас младите во Европа и во светот. Сигурен сум, убеден сум дека вие младите ќе постигнете ние што сме постигнале до тука и понатаку уште малце што можеме да ви помогнеме, додека вие сите дојдете на свое место. Сигурен сум дека ќе помогнете за својот ромски народ, за македонскиот народ, за сите други. Нашата политичка партија не е само ромска партија, туку отворена партија за сите граѓани кои членуваат во оваа партија од разни националности и македонци имаме и разни националности. Сите во оваа политичка партија, вие младите ќе бидете така отворени и нормално само така напред. Ви пожелувам добар успех и мислам дека денешниот ден ќе биде запамтен во Република Македонија со вас, младите, Унија на млади роми во Република Македонија. Нека ви е со среќа и берекет конгресот и работата. Благодарам. Му се заблагодаруваме на председателот за поздравниот говор и го повикуваме работното председателство да продолжи со својата работа.
Акана пакивален мисафирлален, пакивален амалален, акана шукрикере амене реоске амди байрам, башоле скоро улавупел керибелапи коакава конгреси, акана карава е букярне президенција траква конгресите жан поадрик е букја тај пле редоследеа. Пред да преминеме на усвојување на деловникот за работа, го повикувам членот на верификационата комисија господин Даниел Петровски да поднесе извештај за бројот на делегатите на конгресот. Повеле. Почитуван председател на партијата Сојузот на ромите од Република Македонија господин Амди Байрам, почитувани членови на работното председателство на денешниот конгрес, почитувани делегати. По извршената анализа од пристигнатите делегати, од вкупните 1100, пристигнати се 1050. Овој факт ни дава право како верификациона комисија да заклучиме дека сите одлуки на денешниот конгрес се полноважни. Благодарам. Согласно дневниот ред, на ретот усвојување на деловникот за работа на Унијата за млади на Сојузот на ромите од Македонија, кој ви е во прилог доставен во вашите папки. Ве молам во папките да ги земете гласачките липчиња и ги молам делегатите со кревање на картончето да се произнесат кој е за. Гласите вие. Благодарам. Заклучувам дека деловникот за работа е едногласно усвоен. Сега го повикувам членот на изборната комисија, господин Елвис Мемети, да го прочита извештајот за кандидати за председателството на Унијата за млади. Повелете. Почитувани гости, драги пријатели, пред да го соопштам она за што ме повика работното председателство, дозволете да ги поздравам сите општински организации и сите делегати кои сте присутни денес. Ве молам еден голем аплауз. Благодарам. Од името на изборната комисија, разгледувајќи ги предлозите од општинските организации, констатираме дека се пристигнати голем број на предлози, но, сумирајќи ги резултатите на работното председателство, им го доставуваме извештајот за да се презентира пред Конгресот. Благодарам. Согласно извештајот, констатирам дека за членови на председателството на Унијата за млади се предлагаат следните членови, кои сега ќе ги прочитам и ги молам и ги повикувам да дојдат тука. Санела Емин, дипломиран актер. Ахмед Кадри, дипломиран академски сликар. Сузана Шабановска, дипломиран социолог. Абдула Дуран. Асип Селим, абсолвент на Филолошки факултет Скопје. Даниел Петровски, абсолвент на ПМФ етнологија. Емир Кадри, абсолвент на Филозофски факултет дефектологија. Екрем Илјас, абсолвент на Правен факултет политички студии. Ахмед Исмаил, абсолвент на Филозофски факултет одбранбени и мировни студии. Сабина Мемет, абсолвент на Филолошки факултет превод и толкување англиски и германски јазик. Беки Мемет, студент на Економски факултет. Демир Шаин, завршено средно образование, физкултурно. Перхан Мемет, завршено средно образование, економски техничар. Рамиза Далипова, завршено средно образование, гимназија. Габриел Селим, завршено средно образование, економски асистент. Наза Мемет, завршено средно образование, економски техничар. Гардијан Елес, завршено средно образование, машински техничар. Салија Берат. Ерсан Илјас, завршено средно образование, гимназија. Фейзо Куртиш. Јулсема Рамадани, завршено средно образование, трговско.
Зекир Зекир, завршено средно образование сообраќаен техничар. Илхан Куртиши, завршено средно образование информатика. Енис Илјас, завршено средно образование гимназија. Тоа беа кандидатите од општина Шуто Оризари. Општина Аеродром, Андријана Бекир, магистар по европски студии. Општина Бутал, Валентина Бајрам, дипломирана на правосудни студии. Арабела Илјас, дипломиран филолог, англиски јазик. Марија Калошева, абсолвент на Филозофски факултет, социјална работа и политика. Општина Центар, Денис Османи, дипломиран на Филозофски факултет, македонски јазик и книжевност. Елза Саитовска, абсолвент на Економски факултет. Ромео Салихи, студент на Педагошки факултет. Општина Чај, Екрем Јашаров, дипломиран на Музичка академија. Општина Газибаба, Дејан Ашимович, завршено средно образование економски техничар. Општина Ѓорче Петров, Сабри Мустафовски, завршено средно образование угостителство. Општина Куманово, Срѓан Рашид, дипломиран правник. Општина Крива Паланка, Ермир Арифовски, завршено средно образование. Општина Кратова, Мартин Митевски, завршено средно образование. Општина Ранковце, Зоран Бекировски, завршено средно образование. Општина Велес, Селма Пампурова, дипломиран професор по хемија. Општина Штип, Хусейн Еминов, дипломиран геолог. Општина Кочани, Сабина Рамаданова, дипломиран педагог. Општина Берова, Себихан Демировски, дипломиран дефектолог. Општина Делчево, Ипек Хусеинова, дипломиран политиколог. Општина Пробиштип, Александар Петрушевски, дипломиран социолог и во моментов постдипломец. Општина Свети Николе, Тања Крстевска, дипломирана на Филозофски факултет, социјална работа и политика. Општина Пехчева, Усеин Мустафовски, студент на Филозофски факултет. Општина Струмица, Ерхин Мустафов, абсолвент на Педагошки факултет. Општина Гевгелија, Мите Кочев, абсолвент на Факултетот за туризам и менеджмент. Општина Валандово, Блашко Танчев, дипломиран економист. Општина Неготино, Криволак, Јалдас Мемедова, завршено средно образование. Општина Прилеп, Сами Ајдини, завршено средно образование. Општина Битола, Ерхан Несим. Општина Охрид, Сенат Тусиновски, дипломиран економист. Општина Струга, Агрон Хасановски, студент на Факултетот за туризам. Општина Кичево, Нермина Хајдаровска, дипломирана на Факултетот за јавна администрација. Општина Тетово, Елвис Мемети, дипломиран политиколог и постдипломец на меѓународна политика. Општина Гостивар, Илјас Исмаили, дипломиран правник со положен правосуден испит. Општина Дебар, Армонд Рапе, дипломиран фармацевт и во моментов на постдипломски студии. И Реджап Али Чупи, дипломиран правник и постдипломец по европска меѓународна политика со дипломатија. Ве молам да гласаме за членовите. Ги молам делегатите да гласаат за членовите. Констатираме дека едногласно е усвоен предлогот и дека се избрани членовите на председателството на Унијата на млади на Сојузот на ромите. Исто така изборната комисија, разгледувајќи ги предлозите на општинските организации за председател, подпредседатели, секретари, двајца подсекретари, се предлагаат следниве членови. За прв подсекретар е предложено лицето Арабела Илјас. Кој е за овој предлог? Ме молам да гласаме. Констатирам дека едногласно усвоен предлогот и дека за прв подсекретар е избрано лицето Арабела Илјас. За втор подсекретар на Унијата
е предложено лицето Срđan Рашид. Кој е за овој предлог, ме молам да гласуваме. Констатирам дека едногласно усвоен предлогот и за втор подсекретар на Унијата е избрано лицето Срđan Рашид. За секретар на Унијата на млади на Сојузот на ромите од Македонија е предложено лицето Валентина Бајрам. Кој е за овој предлог, ме молам да гласува. Констатирам дека предлогот е едногласно усвоен и дека за секретар на Унијата е избрана Валентина Бајрам. За подпредседатели на Унијата на млади се предложени Андријана Бекир, Санела Емин и Сами Ајдини. Кој е за овој предлог, ве молам да гласаме. Констатирам дека предлогот е едногласно усвоен и дека се избрани за подпредседатели на Унијата Андријана Бекир, Санела Емин и Сами Ајдини. И на крај, за председател на Унијата за млади на Сојузот на ромите од Македонија го предлагаме кандидатот Реджеп Али Чубу. Кој е за овој предлог, ме молам да гласаме. Констатирам дека предлогот е едногласно усвоен, дека за председател на Унијата на млади на Сојузот на ромите е избран Реджеп Али Чубу. Председателот да се обрати пред делегатите на Конгрес. Почитувани, денес сум му многу благодарен на возвишениот Аллах, односно Бог, што ми овозможи да бидам присутен на овој многу важен настан за нас младите и покрај тоа што вчера сериозно ја повредив левата нога. Исто така, пред да го почнам мојот говор, сакам да го искажам моето огромно задоволство и да се заблагодарам на сите делегати од цела Република, кои денес ми ја дадоа довербата и ме изгласаа за председател на Унијата на млади на Сојузот на ромите од Македонија. Почитуван председателе, господине Амди Бајрам, почитувани членови на председателството на СРМ, почитувани представници на политички партии, почитувани представници на невладиниот сектор, драги делегати, дами и господа присутни гости. Дозволете ми на почеток да им го честитам изборот на 59-те членови на председателството на Унијата на млади, на подпредседателите, на секретарот и организационите секретари и да им посакам многу успех во нашата заедничка работа. Денес, ние младите роми во Република Македонија имаме многу причини да бидеме среќни и горди. Затоа што ова што денес ни се случи, нашите предци во минатото го сонувале и посакувале за своите идни генерации. Ова е историски момент за младите роми, не само во Република Македонија, туку и пошироко. Затоа што овој датум ќе биде забележан во историјата на ромскиот политички сектор како нов момент. Момент кога младиот интелектуален кадар конечно доби можност својата иднина сам да ја креира и заедно со нашата и останатите политички партии да се бори за подобра иднина за сите.
За сето ова, сакам директно да се заблагодарам на лидерот на партијата, господинот Амди Бајрам, на председателството и на сите членови кои ни ја дадоа довербата и несебично се вложија за да ни помогнат денес ова да се случи. Почитувани, за нас младите, периодот од 98-та до 2012 година е забележан како период во кој најмногу се има инвестирано во образованието, постигнувајќи исклучително позитивни резултати. Денес целата е таа инвестиција резултира со голем број на средношколци, во просек по 1500 ученици роми по учебна година, студенти роми на сите државни и приватни универзитети, како во земјава, така и надвор, и појава на првите магистри и докторанти по одредени научни области. Сојузот на ромите од Македонија е првата ромска политичка партија, која широко ни ги отвори вратите и ни даде можност да се организираме и да бидеме дел од процесот на креирање на јавни политики, поврзани со ромите, и активно да учествуваме во реализација на истите. Еден дел од нас младите, од оваа партија, сме носители на одредени јавни функции, државни и јавни службеници и директно придонесуваме во подобрување на општата состојба на ромското население во земјава, а со самото тоа даваме придонес и кон развојот на македонското мултикултурно општество. Ние младите од СРМ, со директна поддршка на председателството на партијата, заклучивме дека треба формално да се организираме во Унија на млади и преку одржување на овој наш денешен конгрес да избереме функционери и тела кои ќе ја организираат и водат младината како проактивна не само во развојот и унапредувањето на положбата на младите, туку и на целата заедница и на македонското општество во целост. Унијата на млади од Сојузот на ромите од Македонија цврсто верува и е убедена дека преку еднаквост, солидарност, правда, родова рамноправност, толеранција и недискриминација, Република Македонија може да биде одлично место за живење не само на нас ромите, туку и на останатите етнички заедници што живеат во земјава. Преку почитување на овие вредности, развојот и унапредувањето на ромската заедница ќе биде неминовно, а со самото тоа ќе се даде и позитивен импулс во развојот на целото македонско општество, промовирајќи го со животот на нас младите роми, заедно со останатите, и заеднички градејќи ја Македонија како подемократска и економски поразвиена држава. Унијата на млади на Сојузот на ромите од Македонија во нејзиното делување ќе се залага за следниве работи: интеграција на младите преку и во образовниот систем, промовирање на еднакви можности за образование на младите, развој на младинското предприемништво, брза транзиција од образование во работен однос, активно учество на младите во грижата за заштита на животната средина, осамостојување на младите и грижа за семејството, учество во општествените и јавните процеси, како и процесите на донесување на одлуки, партиципација на младите во политичкиот, социјалниот и економскиот живот, заштита од дискриминација и уште многу други вредности. Пред да го завршам мојот говор, сакам да упатам неколку пораки. До младите. Да не се плашеме да бидеме политички активни, да бидеме проактивни и да ги направиме нашите предци и родители горди на нас и на нашите дела, да им вратиме на сите оние кои вложувале во нашите животи, во нашето образование и да оставиме отворен пат и просперитет на Македонија за идните генерации. Порака до останатите политички партии: не плашете се да ги отворите вратите
за вашите подмладоци. Дајте им шанса да се организираат и заедно со нас и сите останати да се борат, но да се борат со идеи, со дела и со визии и идеологии за демократски и економски, просперитетна и европски интегрирана Македонија. Македонија која ќе биде наше посакувано тло во добро и во зло. И на крај, порака до меѓународните институции, мисии и фондации. Почитувани, гледајте во нас ваш иден соработник, ваш иден партнер и помогнете ни да ги оствариме нашите цели и задачи. Бидете и вие наш сојузник во борбата против сиромаштијата, дискриминацијата и исклученоста на ромите од општествените текови. За крај, почитувани млади, ве повикувам на борба, демократска борба за нашата иднина, за иднината на нашата заедница, за напредокот на Република Македонија и борба за подобра иднина на нашите генерации. Господ да не благослови сите и да ни помогне на патот по кој што сме тргнале денес. Sorry.